И сега сме во, ако не се лажам, 6-та глава од книгата И ти можеш да одиш по вода. Минатата глава ноше наслов, ако се сеќавате, значи не можеш да одиш по вода. А оваа носи наслов сигурно дека можеш да одиш по вода. Сеќавате минатиот пат што кажав прилика. Да, факт е дека ние не можеме да одиме по вода. Во нашата грешна природа ние не можеме да го совладаме гревот, ние не можеме да совладаме самите себе си, да се победиме самите себе си. Ние не можеме да го држиме законот за своја собствена сила, но Господ го може тоа. И ги кажавме оние два стиха, кои што се на некој начин одредници, Филипјаните 4.13, кој што гласи се можам преку Христа кој ми дава сила, денес Христо беше спомнат. И Јован 15.5, без мене не можете да направите ништо. Можете се, а не можете ништо. И затоа спасението е од една страна невозможно, а од друга страна е лесно. Че не може да каже некој дека е тешко спасението. Или е невозможно, ако гледаме од наша перспектива, затоа што ние не можеме ни законот да го држиме, не можеме ни ние на мана да победиме, можеме со некоја своја собствена сила да се трудиме, меѓутоа не е тоа, за да се искорени е потребна сила од озгора. Или пак, од друга страна е лесно, затоа што кога човек и му се предаде целосно на Христа, се е лесно. Кога нешто работите од љубов, е лесно тоа што го работите, затоа што го правите од љубов. И токму за тоа станува збор овде во оваа глава. Одењето по вода, вели, извршување со вера на сето она што Бог го бара од нас. И знаеме како одат тие чекори. Човек останува христијанин на кој начин? Првиот чекор, за да биде примен од Господа, е кој? Да се покае за своите гревови. Откако, нали, претходно е осведочен на ваков или онаков начин. И тоа од сето срце, вистинско покаяние, ги признава, тоа е едно со друго оди, го прифаќа Исуса како свој спасител, му предава се нему, и така станува праведен, и го доживува, значи, тоа вистинско, значи, го доживува тој момент на вистинско обратување, и го слуша повикот дојди и трга. Одговара на тој повик. Сега, во зависност од тоа, Господ не бара од секого од нас едно те исто, затоа што ние сме луѓе со различни слабости, различни мајани. И, да речеме, од нетрпеливиот Петар, не го барал истото што го барал од сумнежливиот Тома. Но како и да е, тој ги прилагодува своите барања спрема поединците, но секојаш поаѓа од истата непроменлива основа, а тоа е неговиот закон. Значи, иако е прилагодлив спрема нашите лични потреби, тој е исто така и крајно цврст и непопустлив за оној кој што му се спротиставува на неговиот морален видокруг, да вели. Божјето постапување со поединците спрема нивните потреби не значи дека тој сака да ги превиди било чии слабости или да го оправда било чии греф. Туку сака на секој од нас да ни помогне како на поединци. Исправувајќи ги нашите слабости и совладувајќи ги нашите гревови. Одењето по вода е извршување на она што Бог го бара од нас, односно извршување на 10 заповеди. И сега како тоа? Кажавме, спомнавме меѓу другото, дека е невозможно за човек. Но еве, вистински обратен човек само може да оди по вода. Ние немаме денеска проблем со тоа што имаат проблем другите верски заедници, некои од оние кои што тука не се блиску, кои што сметат дека ете законот може и укинат, па не знам го. Неважички и така натаму, не, ние таков проблем немаме, но ние знаеме дека законот е правосилен, но имаме други проблеми, гласови од друг правец кои што не вознемируваат, како што вели писателот. И затоа, еве, ќе читам сега еден цитат од
библискиот коментар врз основа на Евреите 8 глава од 5 до 13. Овој цитат вели: Божите барања секојаш биле безусловна послушност. Односно, тоа не е цитатот. Ево го цитатот. Во новиот завет, условите под кои што може да се добие вечниот живот се исти како и во стариот. Совршена послушност. Бог барал и во стариот, Бог барал и денеска, и секојаш совршена послушност. Пак ќе кажам, ние не можеме да бидеме совршено послушни. Еден бил тој кој што бил совршено послушен. И е. Потоа имаме стихови како во Филипјаните 2.12. Изработувајте го своето спасение. Со страф и трепет верително. Борете се да влезете низ тесната врата. Стихот во Откровение 14.12. Тука е трпението на светите кои ги пазат. Во грчкиот оригинал целосно ги исполнуваат внимателно стражарејки Божите заповеди. Потоа знаеме дека сите овие заповеди Господ Исус ги свел на две. Люби го Бога и люби го ближниот. Или пак на само на една. Затоа што и овие две се базираат, суштината на овие две е љубовта. Кога рекол сиот закон и пророците се содржат, односно висат, се содржат во љубовта. И интересно е што кога Исус го свел законот на оние две заповеди, од кај му текнало такво нешто да каже? Од Стариот Завет. И тоа баш онаму, кај што најмалку би се очекувале такви нелегалистички изјави да се најдат. Тоа во книгата на Левит, 19.18, и Второзаконие. Меѓутоа да видиме, во Левит, да ги прочитаме стиховите, 19.18. Вели, не се одмаздувај, Левит 19.18, и немај злоба кон синовите на твојот народ. И е во вториот дел стихот. Люби го својот ближен како себе си. Јас сум Господ. Некои велат, јас се сеќавам многу добро, уште на почетокот 97-98 некада беше. Имавме прилика сите ние четворица новокрстени, ама полни онака со муниција и со знаење да влеземе во нова апостолска црква во Свети Николе. И ден денеска мислам дека постои, да. И да разговараме со еден од свештениците, кој што беше од Шутка. Они има еднаш месечно некој од Германија им доаѓаше, германец, меѓутоа овој од Шутка беше присутен секоја недела. И после богослужението разговаравме и се фативме баш на оваа тема. И човекот упорно се трудеше да ни докаже дека Исус дал нов закон. Люби го Бога, люби го ближниот, тоа е нов, сосема друг закон, за разлика од онај. Со немој ова, немој она. Меѓутоа, еве, гледаме дека Исус само превзел стихови од Стариот Завет. Не било тоа ништо ново. Значи го прочитавме Леви 19.18, а Второзаконие 6.5. Второзаконие 6.5. Затоа люби го Господа својот Бог со сето своје срце, со сета своја душа и со сета своја сила. Тоа е Второзаконие 6.5. Сега, но постои еден изворен текст во Второзаконие. Овие се можеби попознати, но еден друг текст кој што се наоѓа во 30 глава 6 стих, кој што е неверојатен. Само кој ќе го прочитаме. Зашто зборува? Второзаконие 36. Ова Павле ќе го искористи. Не само овој стих, туку малку подоле ќе читаме и други. Второзаконие 36. Господ твојот Бог ќе го обрже твоето срце, срцето на твоето потомство, така што ќе го љубиш Господа својот Бог од сето своје срце и од сета своја душа, па да живееш. Кој го користи ова? Ја кажав Павле, кај го користи Павле? Обрежување на срце.
Римјаните 2 глава. И што всушност се подразбира под обржување на срце? Ново раѓање. Римјаните 2 глава. Ајде да се подсетиме на тие 2 стиха, 28 и 29. Зашто не е јудеец, оној кој што тоа е надворешно, еве сега допирни точки со Јаков, што денеска го проучувавме, оние стикови од 14 до 26, зашто не е јудеец, оној кој што тоа е надворешно, ниту е вистинско обрезание, оно што е надворешно, врз телото. Туку јудеец, че вистински јудеец е оној кој е тоа во внатрешност. А вистинско обрезание на срцето е по дух, а не по буква. Неговата пофалба не е од луѓето, а од Бога. Треба да го обрежеме нашето срце. И тогаш вели, така ќе го љубиш Господа, својот Бог, од сето своје срце, од сета своја душа, па да живееш. Видовме денеска дека со уста ние само исповедаме, меѓутоа со срце веруваме. Но тоа срце треба да биде променето, како што Езекијел ќе каже во оние познати стихови во 36 глава, да се подсетиме, Езекијел 36, 26 и 27. Езекијел 36, кажувам Езекијел, а гледам во Еремија. 36, 26, 27. Ке ви дадам ново срце и ке вдахнам нов дух во вас. Ке го извадам каменото срце од вашето тело и ке ви дадам срце од место. Ке го вложам мојот дух во вас внатре, за да одите по моите закони, за да ги држите, за да ги пазите и вршите моите наредби. Ова е новиот завет. Кога законот е запишан во нашите срца. И сега внимавајте го текстот, кој што Павле исто ќе го искористи, и исто од Второзаконие, и тоа од истата, таа 30 глава, малку подоле, читаме, од 11 стих. Оваа заповед што ти ја давам денес, интересно внимавајте, не е длабока за тебе, ниту е предалеку од тебе. Не е на небесата за да би рекол некој, па кој ќе се искачи за нас на небесата, па да ни ја објави за да ја вршиме. Не е ни преку море за да би можел да речеш кој ќе тргне за нас преку море, за да ни ја донесе и да ни ја објави па да ја врши. Не е ни горе на небесата, не е ни преку море. Туку каде е 14 стих? Зашто заповета е сосем близу до тебе, во твојата уста и во твоето срце, за да ја извршуваш. И гледате сега, значи, пак Јаков тука. И уста и срце има. Нема само уста. И уста и срце. Кај ги користи после 15 века тамо Павле овие стихови? Ама малку во една видоизменета форма, затоа што Павле живее после Христа. Па Павле место заповед ќе каже слово, односно ќе каже Христос. Еве, читаме во Римјаните 10 глава. Денеска го спомнав еден од тие стихови, токму на поуката, Римјаните 10 глава, 10 стих го спомнав, ако се сеќавате, кој што гласише како? Со уста се исповеда, а со срце се верува. Во скратена форма. А еве да читаме сега од 6 стих, значи како ова Павле сега ќе го напише. Значи овие истите стихови во Второзаконие. Малку појасно, малку поблиску до нас. А праведноста која е од верата зборува вака. Значи, Павле ги зема овие стихови во Второзаконие и кажува за оправдување со вера. Ги зема во тој контекст. И вели вака. А праведноста која е од верата зборува вака. Да не речеш во своето срце кој ќе се искачи на небото, односно да го симне Христа. Или кој ќе слезе во бездната, односно да го изведе Христа од мртвите. Но што зборува таа? Значи, нити е далеку, нити е некаде длабоку.
таму беше, нели, море, спомнато небо. Словото е близу до тебе, значи Словото, овде велеше заповедта, во Стариот Завет, во твојата уста и во твоето срце, односно Словото на верата која ја проповедаме. Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ, и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповеда за спасение. Христос не е далеко. Словото не е далеко. Ако Христос е во тебе, ако ти е во срцето, ќе ти биде и на устата, ќе биде срце од месо, нема да биде она камено срце, она себично, човечко срце, и тогаш, преку својот дух, или, пак Римјаните 8 глава, ајде да се навратиме малку нови познати стихови, она што му беше невозможно за законот, зашто беше слаб заради телото. 8 глава Римјаните, читам 3 стих. Бог го изврши, испраќајќи го заради гревот својот син во обличе слично на грешно тело и поради грев го осуди гревот во телото. Па праведноста што законот ја бара да се исполни во нас кои не одиме по телото, туку по духот. Човек кој што оди по духот, оди по вода. Човек кој што е обратен, кој што е наново роден, дури и не ги дочитав, а требаше да ги дочитам оние стихови во Второзаконие, затоа што и тоа зборуваат во 30 глава, само за момент малку да се навратиме, во 30 глава Второзаконие, еве 10-тиот значи еве од 6-тиот пак. Да го спомнеме пак 6-тиот. Господ твојот Бог ќе го обреже твоето срце, срцето на твоето потомство, така што ќе го љубиш Господа својот Бог од сето свое срце и од сета своја душа, па да живееш. Господ твојот Бог ќе ги наведе сите овие проклетства на твоите непријатели, значи ќе ги тргне од тебе, ќе ги наведе на твоите непријатели, на твоите мразители кои те гонеа, а ти наново ќе го слушаш Господовиот глас и ќе ги вршиш сите негови заповеди. Еве таа совршена послушност за која што спомнав. Сите негови заповеди. Што денес ти ги давам. Господ твојот Бог ќе те наградува изобилно во секој потфат на твоите раце, во плодот на твојата утроба, во плодот на твојот добиток и во родот на твојата плодна почва. Значи, благословен ќе бидеш во секој поглед, зашто Господ ќе се радува пак на твоето добро, како што се радуваше на доброто на твоите татковци. Кога ќе го послушаш гласот на Господа својот Бог, пазејќи ги неговите заповеди, неговите наредби, запишани во книжниот свиток на овој закон, односно, кога ќе му се обрнеш на Господа, кога ќе се обратиш, својот Бог со сето свое срце и со сета своја душа. И потоа доаѓа оној дел, оваа заповед што ти ја давам денеска, нити е горе на небото, нити е преку морето, туку е близу, сосем близу до тебе, во твојата уста и во твоето срце, е дел од тебе. Законот е дел од тебе. Законот е запишан во твоето срце, во твоето ум. Тогаш и мислите и чувствата ќе бидат во склад со Бога, со Божјата волја, а мислите и чувствата го градат моралниот карактер кај човекот. Само уште на крајот би прочитал еден цитат од Review and Herald, преглед и гласник. Зошто толку често се слуша приметбата дека имаме оштетен карактер, дека имаме слабост поради која не можеме да бидеме победници? Зошто толку несреќа во домот? Зошто остри зборови, полни со горчина и нелюбезни постапки на едни спрема други? Зарем не знаете дека со своите зборови ќе се оправдаме и со своите зборови ќе се осудиме? Јас мислам дека ова е баш наредната тема у проучувањето на Јаков за следната сабота. 3 глава Јаков. За јазикот. Молам? Да. Мислам дека тоа е тоа темата, да.
Значи, зарем не знаете дека со своите зборови ќе се оправдаме и со своите зборови ќе се осудиме? Ако во срцето постои богатството на побожноста, ако Исус, надежта на славата, пребива во него, побожноста ќе излегува од срцето. Отвори ја вратата на своето срце и дозволи му на Спасителот да влезе, изчисти го ѓубрето од својата врата и дозволи му потполно да влезе и од своето срце. Ние ја гледаме потребата од вера, вера која што работи преку љубовта и ја чисти душата. Галатјаните 5:6. Денеска се спомня. Не ни треба вера која ќе не наведува да ја представуваме собствената праведност, туку мораме да имаме вера која што ја прифаќа Христовата праведност. Нека му е слава на Господа. Видовме уште една се подсетивме, односно преку текстот и зборовите на писателот Томас Дејвис. Во моментот застана си реков че да не го сгрешам. Томас Дејвис, преку неговото перо, на негов начин, успеавме да видиме, да се подсетиме уште еднаш како тоа сигурно можеме да одиме по вода. Нека Господ ни помогне да навистина, прифаќајќи го Христа со сето срце, во нашите животи ќе кориме сигурно по водата. А тоа е сигурно можно само со Господа. Нека му е слава на Бога. Амин.